Полициската станица во Прилеп до Основниот суд поднесе две нови барања за прекршочна пријава против Жарко Стевановски, автор на графитот "Че си лежите" за време на протестите на чларената револуција. Пријавите се однесуваат за истиот прекршок по кој Основниот суд веќе донесе една ослободителна пресуда дека испишаниот графит ги заслепувал учесниците во сообраќајот и го одвлекувал нивното внимание. Со двете денешни пријави, МВР Полициска станица Прилеп против Стевановски има поднесено вкупно 6 прекршочни пријави, од кои едната е отфрлена. Уверен сум дека до 29 јануари ќе се завршат сите отворени прашања и ќе има завршување на конститутивната седница и создавање на влада, изјави во интервју за Сител пратеникот и екс-председател на Собранието Трајко Велјановски. Се надевам дека во следниот период, согласно уставот, законите, а првенствено идната недела ќе започнат преговорите за создавање на идната влада и коалицијата, која веќе беше 3 мандати. Мислам дека ќе продолжи да работи во наредниот мандат, рече Велјановски, со што најави дека очекува ВМРО, ДПМН и ДУИ да се договорат за создавање нова коалиција. Јужнокорејските обвинители побараа апсење на подпредседателот на Samsung Ли Је Јонг поради давање мито и вмешаност во корупцијскиот скандал кој доведе до отповикување на претседателката Парк Геу Хје. Портпаролот на специјалниот обвинител за испитување на овој политички скандал Ли Кју Чул рече дека 48 годишниот подпредседател на најголемата јужнокорејска компанија се сомничи за давање 36 милиони долари мито на советничката и пријателка на отповиканата претседателка Чој Су Сил. Од Samsung ги негираат обвинувањата.